Бобан е млад човек кој живее и работи во Скопје. Води динамичен живот, има успешна професионална кариера и активно го користи слободното време. Секојдневно е соочен со обврски и предизвици на сите полиња од неговото живење. На рана возраст му беше диагностициран диабетес. Посогледувајќи на моментот дека тогаш се уште бев мало дете, реакцијата на моите ја паметам, беше застрашувачка и ја бев исплашен, мислев дека е нешто многу страшно, за подоцна да разберам и да сватам дека се работи за начин на живот, тоест здрава исхрана и дисциплина. Веднаш по поставувањето на диагнозата ви беше советуван третман кој вклучуваше препорака за инсулинска терапија. Многу луѓе тешко ја прифаќаат оваа препорака и се противат. Препораката ја имам прифатено сосема нормално, затоа што ми беше објаснето дека со примање на инсулин ќе можам да функционирам нормално и дека нема да имам никакви потешкоти во живот. Динамиката на живеењето и секојдневните активности бараат поголема флексибилност при земањето на терапијата за диабетесот. Така понекогаш доведуваат до ситуација инсулинот да се инјектира во јавност. Никаков проблем со тоа да инјектирам во јавност, впрочем стално го правам тоа кога имам потреба. Многу луѓе стравуваат дека заради диабетесот нема да можат да водат нормален социјален живот. Има ли оправданост во тоа? Не, диабетесот не ми го оттежнува социјалниот живот, впрочем околината и сите што ме познаваат знаат дека имам диабетес. Впрочем стално и сум кажувал сегде дека сум диабетичар. Семејството има многу голема улога во справување со оваа состојба и јас имав огромна поддршка во истото. Хипогликемијата или состојба на намален шеќер во крвта е еден од показателите за тоа колку добро е контролиран диабетесот и за таа да се избегне потребно е да се воспостави добар баланс помеѓу исхраната, физичката активност и инсулинската терапија. Типот на инсулинска терапија исто така значително влијае врз појавата на хипогликемии. Дали сте имали искуства со хипогликемии? На почетокот додека организмот и инсулинот не се навикнат на мојата состојба, после тоа сум немал никакви проблеми. Фактички со инсулинот кој што го примам се доаѓа до регулирање на самиот шеќер. За воспоставување на добра контрола на диабетесот и спречување или одложување на појавата на компликации, исклучително е важно редовно да се прават контроли. Проверката на 3-месечен просек на шеќерот HbA1c е најдобро да се прави на 3 до најмногу 6 месеци. Колку често одите на контроли за шеќерот? На почетокот идев на 3 до 4 месеци, сега идам на 6 месеци. Меѓутоа контролата е нешто што мора редовно да се прави во случајот со диабетесот. Денес се повеќе млади луѓе посебно внимание обрнуваат на здравиот начин на живење, што вклучува и практикување на физичка активност. Спортот е составен дел од животот на Бобан и одењето на тренинг е активност што многу често ја практикува. И додека тренирам фудбал и сега кога тренирам кикбокс, диабетесот никогаш не ми представувал пречка за да ги остварам моите сонишки. Па гледате дека тренинзите се доста напорни, меѓутоа со инсулинската терапија немам никаков проблем и можам да тренирам колку што сакам и како сакам. Телесната тежина е важен параметар при следењето на диабетесот. Изборот на инсулин, што не предизвикува пораст на тежината, е исклучително важен. Колку антидиабетската терапија влијаеше на вашата телесна тежина? На почетокот диабетската терапија влијаеше на мојата тежина. Меѓутоа, отпосле, откако ја усогласив инсулинската терапија, килажата остана иста и до ден денес немам никакви проблеми. Благодарение на редовното контролирање на шеќерот, како и редовните прегледи на срцето, крвните садови, бубрезите, очите и стапалата, согласно препораките од диабетолозите, Боби нема развиена компликација од диабетесот. Дали со добра контрола на шеќерот во крвта успеавте да го одржите квалитетот на вашиот живот на задоволително ниво? Како што гледате и самите, претходно тренирав фудбал, сега тренирам кикбокс. Со добрата контрола на шеќерот се е возможно. Така да шеќерот нека не ви биде пречка и остварете си ги вашите сонишки.
Боби е позитивен пример за тоа како со дијабетес е возможно да се води сосема нормален и квалитетен живот. Прифаќањето на состојбата, неодложувањето на терапијата, примена на квалитетна, современа терапија и редовните контроли се основи во справувањето со дијабетесот и гаранција за подолг и поквалитетен живот. За лицата со дијабетес е исклучително важно редовно да го мониторираат и одржуваат нивото на шеќерот во крвта во рамките на нормалните вредности, бидејќи високите вредности во подолг временски период неприметно, но сигурно водат кон трајни оштетувања на крвните садови и органите. Ваквите оштетувања се познати како дијабетични компликации и се причина за скратување и отежнување на животот на лицата со дијабетес. Дијабетесот е една од најчестите причини за оштетување на видот и појава на слепило во светот. Дијабетесот прави оштетување на бубрезите и доколку нема редовни контроли, можно е да откаже функцијата на бубрезите и да е потребна дијализа или трансплантација на бубрек. Коронарната срцева болест и мозочните крварења се 2 до 4 пати почести кај лицата со дијабетес. Високите вредности на крвниот шеќер овозможуваат создавање на наслаги на ѕидот на крвните садови, кои го отежнуваат протокот на крвта и можат дури да го блокираат, предизвикувајќи инфаркт на срцето или мозочен удар. Лошо регулираниот дијабетес го погодува и нервниот систем, оштетувајќи ги нервните влакна, заради што може да доведе до појава на рани и гангрена на стапалата, кои можат да бидат причина за ампутации. Затоа, шеќерната болест е позната и како тивок убиец. Со редовни контроли и придржување кон лекарските совети и терапија, може да ги намалите шансите за развивање на компликациите од дијабетесот или можете да го одложите нивното појавување. Во зависност од вашите постапки, вие може да бидете најголемиот сојузник или противник на дијабетесот. Не дозволувајте високиот шеќер во крвта да го загорчи вашиот и животот на вашите најблиски. Вие можете успешно да го контролирате дијабетесот. Запомнете, барем еднаш годишно преглед на срцето и крвните садови, бубрезите и очите и еднаш на секои 3 месеци проверка на 3-месечен просек HbA1c и стапалата. Со малку труд ќе имате голема корист и за вас и за вашето семејство и општеството.